Добро вечер. Тредневник на К3. Еден убиен, еден повреден во Кумановско диво населје. Според полицијата, 71 годишниот Риза Р е убиен на лице место, а неговиот син 30 годишниот Ара е тешко повреден откако во нив пукало лице од Косово. Полицијата трага по лицето. Едно лице е убиено, а едно е повредено во Кумановската населба Тоде Мендол, откако во нив пукало непознато лице од Косово, потврди Кумановската полиција денеска предпладне. Според официјалните податоци, во 71 годишниот Риза и во неговиот син, 30 годишниот Ара, пукало непознато лице од Косово. Риза починал на лице место, а неговиот син е во критична состојба и префрлен е во ургентниот центар во Скопје. Денеска примивме хитно пациент со повреди од огнестрелно оружје и тоа со 2 огнестрелни рани во предел на градниот кош и со огнестрелни рани на горните екстремитети. Пациентот беше во тешка здравствена состојба, малку во критична здравствена состојба, по соодветен третман за обезбедување на виталните функции, со обезбедени повреди во присуство на анестезиолог е проследен до ургентен центар Скопје. Увид на лице место извршија полицијата јавен обвинител. СВР Куманово интензивно трага по лицето од Косово. Убиството се случи предпладнево во 11 часот и 20 минути на една од споредните улици во Тоде Мендол. Соседите не сакаат да коментираат и изјавуваат дека станува збор за семејни проблеми и дека наводно во дедото и шурата пукал зет од Косово. До крајот на годината ќе отпочне еден од поголемите ИПА проекти во Куманово, вреден 6 милиони евра, информираше градоначалникот Зоран Дамјановски. До крајот на годината во Куманово ќе започне реализацијата на еден од поголемите ИПА проекти вреден 6 милиони евра, со кои ќе бидат опфатени над 50 канализациони проекти, односно сите места кои имаат оштетување или се правени на дивоградба без стандарди за новата канализациона мрежа, информираше градоначалникот Зоран Дамјановски. Се работи за 25,5 километри реконструкција на нова не реконструкција, изградба на места на каде што имаме оштетени канализациони или стари канализациони системи на канализациона мрежа и на исто место ќе имаме реконструкција на патна инфраструктура таму каде ќе имаме градба. Значи, негде околу 20% од активната канализациона мрежа во Куманово ќе се реконструира со ноември и декември од почнување работа. Во моментот беа на терен сите заинтересирани фирми, кажам на 12 фирми од многу земји, кои ги детектираа местата каде што треба да се врши таа работа, за да имаат понуда која ќе биде во евалуација и избор негде крај на септември и почеток на октомври. Со избор на изведувачот очекуваме од ноември месец да отпочне имплементација на овој проект, како што кажав, 6 милиони евра, 25,5 километри, нова канализациона мрежа и реконструкција на оштетена патна структура на тоа место каде се врши изградба и реконструкција на таа канализациона мрежа. Со овој проект ќе бидат опфатени и дел од руралните средини, и тоа селото Режановце и прстенот од приградскиот дел Перо, Чичо и Карпош. А тука влегуваат и два големи проекти финансирани од Европската банка за реконструкција. Селото Речица, каде што изградбата започнува за еден месец, проект вреден околу 380.000 евра, а завршена и тендерската постапка за селото Тромеѓа во вредност околу 500.000 евра. Црвениот крст на Република Македонија, заедно со УНХЦР преку Општинската организација на Црвен крст Куманово, за наредниот период на железничката станица во Табановце презема одредени акции за олеснување на условите на мигрантите при нивното транзитирање. За таа цел ќе се врши поставување на чешми, осветлување и поставување на тоалети. Црвениот крст на Република Македонија заедно со УНХЦР преку Општинска организација на Црвен крст Куманово за наредниот период на железничката станица во Табановце преземаат одредени акции за олеснување на условите на мигрантите при нивното транзитирање. За таа цел ќе се врши поставување на чешми, осветлување на страната каде се симнуваат од возот. Планирани се и машки, женски тоалети и тенди, бидејќи сега мигрантите најмногу патуваат со воз. Оваа реконструкција на железничката станица ќе придонесе да се намали метежот, а воедно да се растерети капацитетот на тоалетите и чешмите, вели Митковски. Ние на Табановци, значи, веќе сме во фаза на поставување и само што не се поставени 2 чешми. Денеска се завршува исто така и осветлувањето кон страната кај што кога ќе се симнат од возот
Исто така, добивме одреден број на понуди, мислам дека за месец дена, може и за 40 дена, ќе има тоалети, машки и женски по 5, така да одредени тенди, кога ќе веќе дошли во време. Тој додава дека за време на транзитирањето од страна на Црвениот крст во соработка со УНХЦР се организирани 3 мобилни екипи кои патролира од Гевгелие до Куманово, така да често бее во Куманово каде што се окажуваше помош на мигрантите. Црвениот крст во најголем дел им помагал со храна и вода, но и во укажување на прва помош. Мигрантите најчесто се жалеле на плускавици, болки во нозете од долго одење и висок крвен притисок од жешкото сонце. Како што спомна секретарот, почнавме со пунктови на автопат, каде првично им делевме вода и нешто од сува храна, но потоа, откако почна да доаѓаат во градската џамија, имавме зголемена потреба од укажување на прва помош. Одевме заедно со екипите, со мобилните екипи од Црвен крст на Република Македонија, потоа акцијата се прошири и на граничен премит Табановце, така да најчесто помагавме во тој дел. Храна, вода и прва помош. Од Црвениот крст вела дека сега значително е намалена побарувачката за помош на мигрантите, освен побарување за вода и храна. Проблемот со мигрантите не е проблем на Македонија, туку е регионален, но и европски. Затоа е потребно регионален координиран пристап на решавање на овој проблем во кој Македонија се најде како транзициска рута на патешествието на мигрантите од Блискиот Исток. Едно од прашањата за кое треба да се координираат сите држави низ кои транзитираат мигрантите е прашањето на безбедносен план. Токму на оваа тема разговаравме со Предраг Мицевски, дипломиран криминалист и криминолог. Гостин во Дневникот на К3 телевизија господин Предраг Мицевски, дипломиран криминалист и магистар по криминолошки науки. Македонија во последно време, особено и нашиот район, односно Табановце, стана една од клучните точки каде што се прибираат најголем број на илегални мигранти кои границата со нашиот јужен сосед ја поминуваат илегално, влегуваат во Гевгелија и потоа согласно новите законски измени со воз се обраќаат до Табановце. Дали постои одредено подобрување на состојбата со илегалните мигранти откако беа донесени измените на законот за азил? Значи, вака, јас ќе почнам со обратниот редослед на последното прашање дали постои, секако дека постои еден дел во однос на криминалните групи кои што сега веќе ги нема, односно нема тој транспортиран, организиран, криминален начин на транспортирање на криминалци и профитирање на нивната мака и на нивната цела ситуација, односно несоодветната ситуација во која што сами се нашле. И тој закон кој што е донесен функционира во тој однос што сега тие транзитираат без проблем. Ги нема оние веќе точковите продажба на велосипедите од на Табановце ги продаваат за 20 евра, ги купуваат доле на Гевгелија на 120, 200, се зависи од кој како ќе се снајде во моментот од одредената ситуација. Меѓутоа, сепак постојат одредени сомневања дека се уште според одредени непотврдени информации дел од мигрантите кои пристигнуваат на Табановце заминуваат кон Лојалне и оттаму чекаат лица кои што евентуално би ги префрлиле кон границата со Србија. Значи вака, Куманово е транзитен центар за многу криминални дејанија, меѓу кои и ова криминално дејание, така и дрогата и трговијата со луѓе и сето тоа се одвиваат самиот местоположба на Куманово, Бугарија, Србија, Македонија, односно тромеѓето му ја дава таа положба за такви дејности. Дали постојат во Лојане, тоа ќе видиме, службите ќе си го кажат својот. Дали и како, а која е нивната цел, доколку постојат, најверојатно нивната цел е многу побрзиот транспорт во западноевропските земји, затоа што тука ќе се мачат и ќе одат по некоја оној легалниот пат за нив ќе биде многу поспор, а овој нелегалниот ќе биде многу побрз. Значи, и тоа е нелегален начин. Значи, оставувањето тука е нелегално, легално е доколку со законските рамки побараат азил тука во нашата земја, каде што нашето законодавство ќе важи за нив. Може да се потенцира дека најголем број од мигрантите кои поминуваат низ Македонија се семејни луѓе, односно со деца. Сепак, постои ли како криминолог, постои ли одредена шанса, можност со оваа група да поминато и одредени лица кои што учествувале во борбите во Сирија, најголем дел од нив доаѓаат токму од Сирија? Секако дека да, постои таква шанса, ние не можеме да го
изолираме и тој таков пример на тоа што таму се случува војна, борбени дејства, граѓанска војна, ваква војна или онаква, тие бегаат од лошото. Дали постојат некои извршители на тешки кривични дела кои бегаат овдека, тоа службите ќе си го кажат своето. Мислам дека секако дека ќе постојат. Не можеме да ги генерализираме ако во некое давнешно време, да кажеме во бившиот систем, велеле дека криминалитетот кај нас не постои, мислам дека се лажеле. Така ќе биде и ние ќе се лажеме дека таквата појава не е во можност дека ќе се случи. Односно, нулта толеранција за појавата не можеме да кажеме. Значи Македонија не е имуна на овој проблем, како и Мислам сите... дека не. Да, како и сите држави. Проблемот на на мигрантите не е македонски, но ако погледнеме Грција, влегувањето на Медитеранот, нагоре качувајќи по Македонија, па се до Европа. Јас мислам дека и таков начин на решавање треба да се воспостави. Во меѓувреме одредени телевизии, меѓу кои националната пренесува снимка во која што грците буквално ги транспортираат мигрантите, ги кацуваат на воз и ги препраќаат во Македонија. Па да, секоја држава, секоја служба од државите сака својот проблем што е влезен од друг да го префрли напред, односно префрлувањето од една на друга страна. Мислам дека е нефер од начинот на кој што го прават тоа, како што беше прикажано во јавните средства за информирање. Мислам дека е потребна една заедничка соработка со македонските органи, Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи, заедно со заедничка акција како што тоа го прават Србија и Унгарија горе, односно сите заедно да се вклучат во една координација каде што влезот, излезот и предстојот ќе биде контролиран на едно највисоко можно ниво, затоа што безбедносната култура како на службите, така и на граѓаните треба да им даде за право тој проблем да излезе од кај нас. Дали постои шанса дел од нив да искажат намера и едноставно да останат тука? Па да, може би постои намера, тоа службите го кажуваат. Мислам дека има некоја мала бројка која е побарала азил да остане тука, некоја црна бројка, некоја да кажеме црна бројка, тие не се црна како бројка, тие постојат, може би сакаат да останат тука. Не се поставува прашањето за екзистенцијата, колку нив тие гледаат екзистенционални причини тука да останат. Јас мислам дека многу мал број е од тие што ќе мислат нема со што да ги задоволиме нивните потреби. Јас би се вратил малку во историјата каде што нашата Македонија беше транзит и на румунските граѓани кои проаѓаа. Значи тоа е некој вид, можеме повеќе да кажеме, трговија со луѓе беше тогаш и нешто слично имиграција, но имаше и трговија со луѓе. Така да нашите табановци и којнаре села во регионот малку поодамна беа транзит кои што беа прифатни центри за проаѓање надоле на кој Гевгелија. Ги сменија Гевгелија и Куманово тогаш ги сменија и сега ги сменија улогите. Ограничувањето на движењето во шумите веќе е на сила. Министерството за внатрешни работи, граничната и шумската полиција ќе вршат 24-часовно патролирање и легитимирање во шумските предели се до 5 август 2015 година. Тимовите секојдневно ќе бидат на терен од 7 до 17 часот, соопштија денеска од подрачната единица Куманово на јавното претпријатие Македонски шуми. Активностите се преземаат со цел спречување пожари во шумските појаси. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воведе ограничување на движење на лицата во шумите во периодот од 7 до 17 часот. Ограничувањето важи за сите лица, освен за оние кои имаат добиено дозвола од јавното претпријатие или од шумската полиција. Ограничувањето на движењето во шумите веќе е на сила. Министерството за внатрешни работи, граничната и шумската полиција ќе вршат 24-часовно патролирање и легитимирање во шумските предели се до 5 август 2015. Тимовите секојдневно ќе се на терен од 7 до 17 часот. Единиците на локалната самоуправа при евентуални пожари треба да ја понудат целокупната расположлива материјална и човечка поддршка на јавното претпријатие Македонски шуми, но и на останатите институции. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има обврска да ја информира јавноста за забраната за палење стрништа и друг земјоделски отпад, како превентивна мерка за заштита од појава на шумски пожари. Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и јавното претпријатие Македонски шуми, кои се задолжени редовно да ги координираат и спречуваат
Активностите во насока на преземање на несоодветни активности за спречување појава пожари на подрачја на државата. Сите овие активности се преземаат согласно донесените заклучоци од 89-та седница на владата на Македонија. Ограничувањето не важи единствено за организирана тура, туристи за туристичко разгледување на шумите во шумскиот појас и националните паркови во Македонија, но и тогаш турата се спроведува со придружба на представници од јавното претпријатие Македонски шуми. Вчера вечер, во галерискиот простор на Националната установа Центар за култура Крива Паланка беше отворена изложбата на дела од меѓународната ликовна колонија Лесново 2014. Истата за посетителите ќе биде отворена во предстојните 2 седмици. Во рамки на манифестацијата Топол културен бран, вкупно 20 дела од меѓународната ликовна колонија Лесново 2014 се изложени во галеријата на Домот на културата. Пред кривопаланчани е представено делотворештвото на реномирани уметници од земјава, од Србија, Косово, Бугарија, како и од познатата руска уметничка школа, од минатогодишното 23-то издание на Лесновската колонија. Отварање вечерва ќе направиме на изложба на дела од Лесновската ликовна колонија, која се одржува во Провишти, по Лесновскиот манастир. Ние во текот на годината се трудиме не само да помагаме по делот на ликовната дејност, да ги помагаме нашите таленти и млади уметници, туку се трудиме да им можеме да имаат можност да видат и други дела од други колонии и други уметници. Овогодинишната колонија Лесново 2015 ќе се одржи од 21 до 28 август, а одговорните ги поканија сите кои се во можност да ја посетат. Навистина ми е чест што и оваа година имам задоволство да ви ја представиме нашата колонија, изложбата од колонијата 2014, која е нашата позната Лесновска колонија, која секоја година се одржува во Лесново. Оваа година ќе се одржи по 24 пат и ќе биде некаде од 21 август до 28 август. Минатата година имавме 11 учесници кои направија 28 дела. Овде има изложено 20 дела. Гледавме да бидат отфатени сите уметници затоа што некои од нив направија повеќе од 2 дела од што беа предвидени. Може би беа мотивирани од самата околина во Лесново, од духовниот дел на Лесново, што верувам дека сите оние што го посетиле го почувствувале. Културната понуда на локалната сцена во Крива Паланка продолжува со комедијата Љубовник со висок стил од авторот Реј Куни, во режија на Томе Атанасов, а во изведба на аматирската група од Емир Капија. Представата ќе се игра на плоштадот Карпошово во Стание пред општинската зграда. Македонија котира високо во извештајот на Стејт Департментот за борба против трговијата со луѓе. Амбасадата на САД во Скопје објави писмено соопштение во кое наведува дека американската влада и честита на Македонија што повторно го постигна статусот на земја од прва категорија. Во редовниот годишен извештај на Стејт Департментот земјите се поделени во 3 групи. Македонија во најдобрата прва група на земји со влади кои што целосно ги исполнуваат минималните стандарди на актот за заштита на жртвите на трговија со луѓе. Сите земји од соседството стојат полошо од Македонија. Во делот за Македонија се вели дека земјата е извор, транзитно подрачје и крајна дестинација за лица кои се жртви на сексуална експлоатација и принудна работа. Македонските жени и деца главно се предмет на сексуална експлоатација во ресторани, барови и ноќни клубови во земјата. Деца, претежно роми, се предмет на принудно питачење и сексуална експлоатација преку принудни бракови. Странските државјани кои што се предмет на сексуална експлоатација доаѓаат претежно од Источна Европа, особено од Албанија, Босна и Херцеговина, Романија, Косово, Србија и Украина. Државниот секретар Џон Кери рече дека трговијата со луѓе е индустрија од 150 милиарди долари годишно. Тој кажа дека извештајот годинава е повик на акција и ги повика владите во светот да ги заакнат законите во оваа сфера. Како и секоја нација, ние имаме одговорност да сториме повеќе во таа насока, додаде Кери. Стејт Департментот наведува дека македонската влада спровела истрага за 7 полицајци за вмешаност во трговија и дека биле осудени 4.
Во извештајот стои дека лани бројот на осудени лица за трговија бил најмал последниве 5 години, дека владата ги зголемила средствата за помош на жртвите, дека по прв пат била идентификувана жртва на принудно питачење, но и дека вкупниот број на жртви бил помал од оној во 2013. Во делот за заштита на сведоци, американската влада укажува дека Македонија има половичен напредок во оваа сфера. Коментирајќи го извештајот, амбасадата на САД во Скопје објави писмено соопштение во кое наведува дека американската влада и честита на Македонија што повторно го постигна статусот на земја од прва категорија. Напорите на владата на Македонија во борбата против овој ужасен злочин во изминатата година, вклучувајќи гонења и пресуди за полициски службеници за вмешаност во трговија со луѓе, иницијатива за идентификување на деца жртви и нивно пријавување во организации што нудат помош, како и значително зголемување на буџетот за заштита и поддршка за жртвите, се вели во соопштенијето од американската амбасада во Скопје. Американската амбасада ги повика македонските власти во наредните години уште повеќе да ги засилат напорите со цел, како што се вели, Македонија да остане регионален лидер во оваа сфера и се надева на понатамошно партнерство со Македонија за ова, но и за други витални прашања од областа на владењето на правото. Зголемување на постојаната парична помош, социјалната помош, пензиите, минималната плата и платите на јавната и државната администрација. Ова се дел од позитивните ефекти врз голем дел од населението во земјава. Од 2006 па до сега, зголемувањата се во период кога во повеќето земји имаше намалување на платите, пензиите, а некаде дури и намалување на социјалната помош како резултат на европската должничка криза. Поради ветувањето и соодветното управување со буџетот, владата овозможи реализација на ветувањата, а со тоа и подобрување на стандардот на граѓаните. Зголемување на постојаната парична помош, социјалната помош, пензии, минимална плата, плати на јавната и државната администрација. Ова се дел од позитивните ефекти врз голем дел од населението во земјава од 2006 па до сега. Зголемувањата се во период кога во повеќето земји имаше намалување на плати, пензии, а некаде дури и намалување на социјалната помош, како резултат на европската криза. Поради ветувањето и соодветното управување со буџетот, владата овозможи реализација на ветувањата, а со тоа и подобрување на стандардот на граѓаните. Постојаната парична помош во просек од 2006 до 2015 се зголеми за 60,5%, така што изнесува 5.931 динар. Социјалната парична помош во просек од 2006 до сега се зголеми за 61,8%. За реализација на ова зголемување за 12 месеци се издвоени 105 милиони денари. Просечната пензија од 2006 до 2014 се зголеми за 62% од 7.683 денари на 12.445. Пензиите ќе продолжат да се зголемуваат и годинава. Со измените на законот на ПИОМ се дефинира покачување на пензиите од септемвриската пензија, која ќе се исплати во октомври 2015. Со ова усогласување на пензиите, корисниците ќе добијат зголемување за околу 630 денари. Висината на минималната плата за 2012 година изнесуваше 8.050 денари во нето износ, а истиот се однесуваше и за 2013. Со измените кои беа извршени во Законот за минимална плата во 2014 се утврди износ на минималната плата во висина од 8.800 денари во нето износ за 2014, 9.590 за 2015 и 10.080 денари за 2016. Во дејностите кои се трудоинтензивни, производство на текстил, производство на облека, производство на кожа и слични производи од кожа. Од 2006 статистиката покажува дека платите на вработените во администрацијата зголемени се за повеќе од 27%. Станува збор за покачување на плати кое се случуваше во неколку наврати изминатите години, а последното беше во октомври 2014, кога последен пат се покачи платата за 4%. Експертите сметаат дека со зголемување на платите и пензиите ќе се раздвижи
поддржи економијата, бидејќи тоа ќе представува стимул за зголемување на потрошувачката. Секое зголемување на платата значи и поголема мотивација. Парите се најголема мотивација, па оттаму овде имаме една поддршка и потик за слојно од општество кој е многу значаен. Мора да имаме предвид дека се напуштаат сваќањата дека администрацијата е бирократизиран дел кој нема функција, туку дека е терет во општеството. Современите трендови покажуваат дека администрацијата е таа која продуцира услуги и дава подобар квалитет на живење, а со самото тоа заслужува подобро место во општеството. Деветнаесет работници го загубија животот во пожар во фабрика за мебел во северниот дел на Каиро, предизвикан од експлозија на плинска боца. За ова и за другите настани во вестите од светот. 19 работници денеска го загубија животот во пожар во фабрика за мебел во северниот дел на Каиро, предизвикан од експлозија на плинска боца. Во пожарот се повредени и 22 работници. Според изјава на портпаролот на Министерството за здравство, огнот се појавил во фабриката за мебел во индустријската зона Ал-Обур на север од Каиро. Пожарот се проширил на 3 ката од фабриката, специјализирана за канцелариски мебел, и на низиниот склад, наведува представник на безбедносните служби. Ваквите несреќи се честа појава во Египет заради слабиот квалитет на градбите и непочитување на безбедносните норми. Околу 10.000 лица се евакуирани од 3 кампови во Фрејус на југоистокот на Франција по избивање пожари. За сега нема повредени. Пожарите кои ги разгорел силен ветер избувнале во Вар околу Фрејус и Бодуен. 30 камп куќички изгореле во еден од камповите во Фрејус и уште 10 во друг. Во гаснењето на пожарите учествувале 216 пожарникари со 50 возила. Грионде на југозападот на Франција исто така е погоден од петокот со големи пожари, кои уништиле околу 580 хектари борова шума, а се евакуирани околу 600 лица. Чешкиот министер за внатрешни работи Милан Хованец сака да и помогне на Австрија за справување со приливот на имигранти со распоредување на чешки полицајци на унгарско-српската граница. Токму преку Унгарија и Србија до Австрија доаѓаат најголем број бегалци, чија бројка е веќе над 10.000. Чешка и понуди на Унгарија полицајци, техника и парични средства, но Унгарија го стопираше проектот, изјави чешкиот министер за внатрешни работи Милан Хованец по средбата со неговата австријска колешка Јохана Микл-Лајтнер, најавувајќи дека за предлогот представници на полицијата на земјите на Европската унија ќе разговараат деновиве. Тој предупреди дека во Австрија се преполни капацитетите за прифаќање на мигрантите и дека до Унгарија секој ден доаѓаат околу 1500 мигранти, но во местото од каде доаѓаат се враќаат само од 10 до 30. Циндрич го облече дресот на црвено-црните и се приклучи на екипата на стартот на подготовките. Циндрич е трети играч кој од редовите на Металург премина кај вардарци, откако претходно тоа го сторија Манасков и Марсенич. Ракометниот првак Вардар ќе го комплетира играчкиот кадар за новата сезона со хрватскиот интернационалец Лука Циндрич. 21-годишниот среден бек се приклучи на црвено-црните на стартот на подготовките во очекување неговиот трансфер да биде официјализиран. Циндрич се уште нема подпишано договор зашто чекаме да пристигне сертификат. Очекуваме да се среди тоа до крајот на неделата пошто и официјално ќе стане играч на Вардар. Во меѓувреме тој веќе почна да тренира со екипата, изјави директорот на Вардар Давро Стојановски. Циндрич е петиот нов ракометар во редовите на Вардар, а трет кој минатата сезона го носеше дресот на Металург покрај Дејан Манасков и Мијаело Марсенич. Тој пристигна во автокоманда по тешката повреда на Наумче Мојсовски конкретно на 2013-та, но минатата сезона буквално му пропадна по хаосот кој го снајде Металург, поради што страдаше и неговата репрезентативна кариера. По завршувањето на сезоната Вардар го прочисти тимот од ракометари кои често беа повредени или имаа мала минутажа, а имејќи предвид кои играчи дојдоа на нивно место, тренерот Раул Гонзалес ќе биде на сладки маки при составувањето на првата седморка. Во рамките на подготовките Вардар ќе настапи на турнирите во Кањижа, Србија и во Скопје, а првиот надпревар во Лигата на шампионите го очекува на 19 и 20 септември кога му гостува на Монпелје. Играчот на Реал Мадрид, Серхио Рамос, останува во шпанската екипа и покрај напорите на Манчестер Юнајтед да го доведе во својата екипа. Неновото засилување на Интер е Фелипе Мело.
Плановите на Манчестер Юнајтед за ангажман на Серхио Рамос полека тонат во вода по последните информации за негово продолжување на договорот со Реал Мадрид. Според шпанските медиуми, Рамос, кој треба да ја преземе капитенската лента од Икер Касилјас за време на турнијата на кралскиот клуб во Кина, се сретнал со председателот Флорентино Перес, со кој дискутирале за неговото останување на Сантиаго Бернабе. По истите, Перес изјавил дека Рамос со 100% сигурност останува во Реал. Бразилецот Фелипе Мело е новото засилување на италијанскиот Интер. Нерадзурите за трансферот на Мело се договорија да му платат одштета од 3 милиони евра на турскиот Галата Сарај. Како дел од овој трансфер, информациите велат дека во Галата Сарај ќе се пресили и Јуто Нагатомо. Мело веќе има искуство во серијата А со оглед на тоа што играше за Фиорентина и Јувентус во 2011 пред да се пресели во Истанбул. Следува метео. Останете со К3 и имајте пријатна вечер.